Зегин ви донесува Медика Инфо, емисија за здравјето. Почитувани, добре дојдовте во новото издание на Медика Инфо, емисија од областа на медицината, која што ве информира и ве едуцира. Може би здравието и не е се, но без здравието за сите се ќе биде ништо. Со таа цел и во ова Медика Инфо нудиме интересни информации, како што кажавме, од областа на медицината, а во денешната Медика Инфо издвоивме област ветерина. Не случајно ветерина затоа што покрај оние болести кои што ги фаќаат животните се пренесуваат на луѓето, со самото тоа и човековото здравје е загрозено, а за денешната тема која што е интересна и актуелна со оглед на временскиот период кој што следува, ќе прозборуваме со нашиот денешен гостин, доктор Љубомир Стојановски, доктор по ветеринарна медицина, вработен во приватната здравствена установа Прима Вет од Требениште. Докторе, добре ни дојдовте. Добре најдов. По втор пат имаме можност да ве слушнеме како представник на Прима Вет ветеринарната станица. Првиот пат зборувавме така за тениите. За тени и за беснило, така. Тоа беше актуелно и интересно. Да. А за денеска одбравме, докторе, да зборуваме за шугата. За шугата, да. Така. И интересна тема која што ќе го задржи, се надевам, вниманието на нашиот телевизиски аудиториум, затоа што шугата е зооноза, вие стручен аспект ќе кажете, односно болест која што се пренесува од животни на луѓе. Како ја дефинираме, докторе? Така, значи шугата е болест која е предизвикана од паразити, односно инсекти, тие спаѓаат во групата на инсекти, во фамилијата на Саркоптиде, односно се посебна фамилија кои се викаат шугавци. Тие шугавци предизвикуваат болест која ги фаќа и животните, скоро сите животни, дури и птиците, а и човекот. И е пренослива од животни, исто и на човекот. Така. Колку е шугата распространета кај нас? Дали имате податоци? Па, податоци некои конкретни не, да кажувам со проценти, но е распространета доста, сега од аспект во ветеринарната медицина, значи меѓу животните е прилично распространета, додека кај луѓето ја има многу помалце, поради хигиенските услови на живот, нели, се многу на повисоко ниво отколку порано што било. Сега имате еден интересен податок што кажува дека ствари шугата, конкретно ќе зборувам кај животните, значи е многу пораспространета во денешно време отколку порано што била. А тоа се должи само на агломерацијата на животни. Значи во денешно време на помали простори се чува многу поголем број на животни и затоа е многу полесно и се пренесува и се распространува и ја има во поголема мера отколку што била некој пат, да речеме. Така, зборувајќи значи за шугата како болест која што ги зафаќа животните, а се пренесува на луѓето, значи остануваме да се држиме до она што е предмет на вашата работа, односно ветеринарната медицина, шугата распространета кај животните, а со тоа нели директно може да се пренесе и на човекот. Так. Дали постои некое временско ограничување кога најчесто се јавува шугата? Па тоа има некој така временски, значи сака влажно и ладно време. Односно, во принцип, паразитот кој напаѓа повеќе сака топло време, но периодично, значи според годишни времиња, земено, паразитот повеќе напаѓа во ладните месеци, поради тоа што тогаш тој е паразит кој ја напаѓа кожата. Во тоа време и животните, а и човекот е многу пооблечен и е поголема температурата на телото на човекот, на кожата, а тоа повеќе му одговара на паразитот за да се размножува и да го заразува повеќе и повеќе организмот и се распространува. Доктор Стојановски, кои животни може да заболат од шуга? Дали постои исклучок? Од шуга заболуваат
буквално сите животи, да не речам, дури и птиците, значи заболуваат, ево ќе земиме од домашните животни, конј, говедо, прасиња, овци, кози, кучињата, мачките, дури и многу други животни, па и птиците. И птиците исто така се заразуваат со шуга. Не се имуни на паразитот кој што ја предизвикува. Сега имат кај шугата е карактеристично што во фамилијата имат повеќе вариетети, значи секој вид си има посебен вариетет, во принцип шугата која ги зафаќа коњите, свињите, кучињата, мачките е пренеслива и за луѓето. Односно исто вариететот кој го фаќа човекот, со кој се заразува човекот, може да се пренесува со други животни. Со таа разлика што секој вид, човекот како вид, го има својот вариетет на шуга и тој е најконтагиозен и најзаразлив за самиот човек. Значи, вариететот кој го фаќа од човек на човек. Исто, кучињата имаат свој вариетет кој што е најконтагиозен, најзаразен за кучињата. Сега, а тоа не значи дека не се пренесува и на човекот. Може да се пренесе и на човекот, со тоа што клиничката слика во некоја нијанса е помека отколку кај онај што е главен домаќин на тој вариетет, на тој шугавец. Колку што ве разбрав, ќе ме коригирате доколку грешам, значи постојат повеќе типови на паразити кои што предизвикуваат повеќе видови на шуга. Да, значи не се тоа повеќе типови на паразити, него се во иста фамилија. Тие се спаѓаат во фамилија на Саркоптиде. А во нив имат повеќе групи, како да речеме имат Саркоптес, па има Псориоптес, има Нотодоктес, па има Отодоктес, Хориоптес и така некои други. И тие исто така предизвикуваат, значи, малце поразлични типови на шуга кај различни животни, и според локализацијата и начинот на заразување се класифицираат во некои работи. Сега, одредени групи, така. Во одредени групи. Значи, во главно шугата се делат на шуга во која паразитите се на самата кожа, на површината на кожата, и шугавци кои навлегуваат во подкожата, значи во епителниот слој на кожата, во корнеалниот слој. Каква е клиничката слика, доктор Љубомир, на животно кое што е заболено од шуга? Значи, клиничката слика може да биде различна. Има атипични клинички слики. Во принцип, клиничката слика е сега кај различни животни малце поразлична. Ево ќе земиме да речеме кај куќе, пошто многу сопственици ги имаат своите куќиња. Така, е почесто домашно милениче. Така. Сега има повеќе, значи има шуга која е предизвикана од Саркоптес, групата, значи Саркоптес кабеј, кај кучиња. Сега таа започнува клиничката слика, дава, значи, паѓање на влакното, рани поради многу интензивен пруритус, односно чешање кај кучињата, и може да почнува од лицето, значи од носот, очите, па према вратот, па према предните нозе, и може да дојде до степен, значи, цело влакно, цела кожа да биде, цело влакно да испадне и цела кожа да биде задебелена со рани поради чешањето. Значи, уачливи, видливи клинички симптоми. Да, многу видливи, дури. Так. На кој начин се диагностицира, доктор? Каква е процедурата доколку се сомневате дека на одредено животно постои сомневање за шуга? Најдобар начин е да се земи примерок од кожата и да се види причинителот, бидејќи тој со голо око се гледа. Тие се многу мали паразити, значи се, да потенцирам, најголемите се околу пола милиметар, значи и помали има и поголеми, зависи од кој тип е. Сега тешко е да се видат на самата кожа или на ова. На кожата првобитно се гледаат ситни папули кои можат да преминат во покрупни и на крај дури во пустули, значи гнојни места, така. Места. Сега понатаму поради изразениот, бидејќи паразитот
значи шугавесот. Ево конкретно ќе земиме од фамилијата на Саркоптес скабеи, значи тој навлегува во кожата. И тој во епидермот копа канали, односно женските форми од овој паразит, и тука ги положуваат јајцата. И автоматски тие предизвикуваат воспаление на кожата. Тоа воспаление е проследено со големо чешање. И поради чешањето, уште повеќе може да се инфицира раната, може да се инфицира дури и со секундарно и со бактерии, така да клиничката слика е прилично лоша. Клиничката слика која што ја кажавте во одредени моменти значи наликува и на класичните бактериски инфекции или алергии. Сега на кој начин ќе се исклучи значи сомневањето дека не станува збор за бактериска инфекција или алергија, туку шуга? Так, повеќе би рекол, алергиите не ми делуваат многу клинички, а може да се бактериски, значи реков конкретно најдобра опција за да се направите е да се земи примерок од кожата и да се гледа каква е, да се најди предизвикувачот на шуга. Ако се најди предизвикувачот на шуга, тогаш дефинитивно знаеме дека е шуга. Во некои случаи може значи да не се најде предизвикувачот, но тоа не значи дека е исклучена шугата, треба повторно да се земит од периферните места мостра и повторно да се прегледа дека е тоа. За колкав период се добиваат резултатите? Резултатите се добиваат за многу брз период, значи може да се земи одма примерок и во лабораторија, мислам под микроскоп под ова, да се види дали е предизвикувачот на шуга. Не станува збор за денови, така. Значи веднаш може со самото тоа да се интервенира. Доволен бове, докторе, за она што е тема на нашата денешна дискусија во Медика Инфо, значи зборуваме за шугата како зооноза, болест која што се пренесува од животните на луѓето. Се надевам дека интересна е нашата дискусија со доктор Љубомир Стојановски, доктор по ветеринарна медицина, вработен во приватната здравствена установа ветеринарна станица Примавет од Требеништа. Останете во продолжение со нас, затоа што интересен е и остатокот од разговорот за оваа се поголема актуелност, болест која што, како што кажавме, ги зафаќа животните, се нарекува шуга, но и човекот не е исклучен од ова заболување. Нов препарат од Супер Диет во таблети и ампули од црна роквица и артичока за ревитализација, обнова и подобра работа на црниот дроб и жолчката. Зегин, ваша семејна аптека. Здравје со наевтин лек. Зегин, аптекарски бисер на Македонија. Повторно сме во Медика Инфо и говорејќи за сите болести кои што можат да го зафатат човештвото, дојдовме до интересна идеја да направиме и кратка паралела помеѓу оние болести кои што ги зафаќаат стрикно луѓето и оние болести кои што ги зафаќаат животните, се нарекуваат зоонози и се пренесуваат од животните на луѓето. Со таа цел во денешната Медика Инфо зборуваме со доктор Љубомир Стојановски, доктор по ветеринарна медицина. За тема ја одбравме, докторе, шугата како болест која што е почеста, би рекле, болест која што ги зафаќа скоро сите животни, колку што паметам и самиот човек со тоа нели се пренесува. Не се ни имуни домашните животни кои што сите како домашни миленици ги имаме најчесто во нашите домови, а со нашиот денешен разговор можеби ќе делуваме превентивно да ги информираме гледачите како да постапат доколку се сомневаат дека нивното животно е заболено од шуга и на кој начин се дијагностицира, и застанавме тука некаде со нашиот разговор во првиот блок, односно до успешниот третман. За успешен третман
третман на шугата, докторе, прво е неопходно, како што кажавме, да се постави диагноза, односно дали е битно да се знае за каков тип на шуга ве станува збор, или рековме постојат повеќе типови? Па до некаде, значи во принцип битно е од аспект на колку временски период ќе трае терапијата. Да, од аспект на тоа со кои лекарства се делува, значи тие се во глобала исти за сите шугавци. Значи од тој аспект не е многу битно дали е од која фамилија е или од кој род е или од која врста, не е многу битно, а битно е за третманот колка временски период, затоа што овие шугавци кои инвадираат подлабоко во кожата, малце потешко лекарствата доспеваат до нив. Иначе, кај тие врсти на шуга е потребно понов третман после одредено време. Додека кај оние кои се периферно само на кожата, доволно е само еден третман да се изврши и може да се регулира болеста. Каков тип на терапија, докторе, се применува при лекување на шуга? Дали е тоа медикаментозен третман или? Тоа е медикамент со специјални, во денешно време има доста акарицидни средства, кај луѓето се користат сулфурни масти и така, има голем број на такви средства, на некој начин отрови, значи повеќето е со капење и со мачкање. Значи е периферна терапија, не е терапија со примање инекции, такви некои или други работи. Да. Или таблетки. Сега, кај животните ние користиме и таква терапија, значи некои животни можат одредени препарати да ги поднесат и поради тоа можеме да користиме и таква парентерална терапија. Една од почестите видови на шуги, доктор, е ушната шуга, кај домашните миленици најчесто. Кои видови на шугавци можат да го зафатат ушниот канал кај мачките, а кои кај кучињата би ги споменале тие два типови на животни, затоа што се почести, нели, како домашни миленици? Така, значи, ушната шуга, значи кучињата имаат повеќе типови на шуга. Ушната шуга спаѓа во групата на отодокте, значи шугавци, кои што паразитираат периферно на самата кожа, односно во ушниот канал на животното, и тука тие вршат лезии на кожата, при што доаѓа до воспаление на кожата на ушниот канал. Сега понатаму може да дојде до зголемена секреција на ушната маст, отекување на кожата и дури може да дојде до степени на навлегување до ушното тапанче и да доведе и до пукање на ушното тапанче, а понатаму со бактериски инфекции да се надоврзат и да дојде и до многу по-комплицирана клиничка слика. Сериозноста на ова заболување дава на важност да отстапиме простор конкретно, значи затоа и одбравме ушната шуга да разборуваме конкретно за овој тип на шуга која што ги зафаќа домашните миленици. Сега дали истиот вид на шугавец може да паразитира, доктор, и кај кучињата и кај мачките? Да, значи кај мачките има, сега тој е вариетет посебен кај мачки. Сега, ушната шуга конкретно, да речеме, не се префрла и кај човекот. Додека има па друга шуга кај кучињата, која од саркоптез видот, која што може да се префрли на човек со сам контакт. Куче со човек. Значи, сите шугавци имаат различни домаќини на некој начин. Самото име, значи ушна шуга, нели? Дали тоа дава на значење дека паразитот шугарецот се одомаќинува и паразитира само во ушната школка? Да, во принцип паразитира во ушната школка и предизвикува големи проблеми кај домашното милениче. Значи не се пренесува на останатите делови од телото на животното? Не се пренесува на останатите делови во голема мера. Најголем проблем е во ушите, а може да доведе, значи, до губење на слухот, до
кучето е нервозно, цело време мафта со главата, има многу се чеша и тоа му смета цело време. Краен случај поради нејадење, поради изгладнетост и кахексија може да дојде и до смртен исход, така. До смртен исход на домашното милениче. Дополнителна компликација дава, докторе, на тоа што овој тип на шуга може да се пренесува помеѓу различни типови на домашни животни. Ги напоменавме само кучињата и мачките, затоа го прошируваме диапазонот. Кај кои други видови на животни може да се јави ушна шуга, пренесувајќи се од овие два вида? Може да се јави и кај... Зависи, значи, сега, секој вариететот што е ушната шуга кај кучињата се пренесува конкретно кучиња, мачиња, диви животни, некои што се, да речеме мачките имат посебен тип на шуга, кој ги напаѓа исто ушната школка и ова. Тој спаѓа во посебен вариетет, исто може да се пренесе, значи. Малце е посложено да се објасни од аспект, значи, пренесливоста ја има, но кај едни животни, да речеме, нема да предизвика толкава лоша клиничка слика, да речеме, ушната шуга од кучето нема да предизвика истата клиничка слика и кај мачката. Како што кај мачката, шугата нема да ја предизвика истата клиничка слика на кучето. Или да речеме, шугата која го фаќа ево и кучето, која е доста контагиозна за кучињата, исто е контагиозна и кај човекот. Но има примери каде што сама од себе може да префати човек, а сама од себе да се излекува. Така, иако попетно, докторе, чинам дека напоменавте дали човекот е погоден од овој паразит, да конкретизираме. Од овој паразит, да, погоден е. Многу исто луѓе кои живеат во значи во кохабитација со животни, посебно во тешки хигиенски услови каде што имат, то најчесто се сточари кои живеат на поотсечени места, се дешават да имаат проблем со оваа болест. На кој начин ја манифестираат конкретно кучињата и мачките ушната шуга? Ушната шуга ја манифестираат со воспаление и задебелување на ушните школки, со многу изразено чешање, и дури може да се појават и рани на ушите, тие рани да се инфицираат дополнително со бактериски инфекции и да навлезат многу подлабоко во ушето, во средното, дури до средното степенот на клиничката слика би бил збогатен со манифестациите. Така, значи, напоменавте дека еден од основните симптоми е чешањето. Чешањето. Меѓутоа, постојат одредени степени на интензитет на чешање. Што зависи степенот? Од инвадираноста на кожата со паразитот. Значи, зависи колку повеќе има паразити во кожата, и колку повеќе е инвадирано, толку повеќе ќе е изразено и чешањето. Постојат и одредени напреднати фази на ова инфекција, доктора. Кај напреднатите фази на инфекцијата, што веќе во наредната фаза се јавува, освен тој секрет го напоменавте, така? Да, секрет може да се јави вртење во круг кај кучето поради губење на равнотежата, значи мафтање со главата и изнемоштеност поради неможност поради нервозата и неможност на јадење и такви работи може да дојде до кахексија, слабење и на крај до смрт на кучето. Така. И тоа го споменавме дека секако не се исклучува одредена габична или бактериска инфекција во овој случај кога станува збор за сомневање за ушна шуга, но со прегледување на ушниот канал веќе е уочливо. Бидејќи е периферна шуга, значи може слободно да се земи секретот или од крастите кои се наоѓаат тука и да се увиди, тие се полни во принцип со предизвикувачи на оваа болест и да се каже дека е шуга конкретно. Конкретизира, така. Овој тип на шуга, ушната шуга е честа во нашето поднебје. На кој начин се диагностицира пак таа, освен овој, би рекле, физиолошки преглед и се третира? Третирањето исто е со посебни средства. Значи,
третирањето се врши предпазливо да не се оштета некој, значи морат прво да се отстранат секретите, да се измие ушната школка, може да се даваат некои препарати кои би го намалиле чешањето и отокот на животното, и исто може, ако веќе се гледа дека има и бактериска инфекција, тога се користат дури и антибиотици за да се спречи и секундарната бактериска инфекција. Значи диагностиката ја заокружуваме само на физиолошкиот преглед. Со тоа, нели, како што кажавте, уочлива е и се диагностицира. Се диагностицира, да. Да, лесна диагностика и соодветен третман, но најважно е, докторе, затоа што доколку не се интервенира навреме, можат исто така да се предизвикаат одредени сериозни оштетувања на ушниот канал. Тоа е она што треба да го потенцираме за ушната шуга кај животни. Така, значи може да дојде до оштетување и до трајни последици, како да речеме, губење на слухот кај куќето. Колку време трае таа имплицирана веќе терапија? Терапијата добро е, значи трае 2 до 3 пати. Значи препорачливо е да се изврши прво еднушка терапија, па после 10 дена да се изврши уште еднуш чистење со средства кои го уништуваат шугавецот, и евентуално последно е, во зависност ќе пратиме каква е сликата и како е напредокот на заздравување, може да се изврши и трет пат терапија на животното. Терапијата е локална? Локална, да. По принцип, освен ако клиничката слика не ни покажува дека има веќе напредната фаза, каде што реков дека е, да речеме, може да има типо на бактериски инфекции, голем оток и се, каде што ќе мора да даваме и парентерална терапија за да ги спречиме тие секундарни инфекции. Во оние почетни фази, докторе, на инфекција на болеста на ушната шуга, дали е потребно да се третира покрај локално, значи ушниот канал, да се третира и останатиот дел од кожата на миленикот, без разлика дали е тоа заштитен или тераписки третман? Препорачливо е да се терапира, бидејќи шугавците не ги покажуваат одма на кожата симптомите, бидејќи животните имаат крзно. Да речеме, од човекот конкретно ќе земеме, човекот има гола кожа и кај него можеме многу лесно да увидиме до кај напреднал, значи таму се познаваат како точки, црвени папули, пустули, и знаеме до кај е напредната шугата. Значи е напредната шугата. А кај кучињата поради крзното не можеме да видиме добро, и во тој случај е добро и околината да ја истерапираме. Значи, мислам околината на кожата. А исто така морат и околината, надворешната околина да се дезинсецира, односно да се изврши дезинсекција. Токму тоа сакам следно да ве прашам, дали е потребно и неопходно, затоа што самиот паразит, нели, надвор од телото не преживува? Преживува во секретите. Аха. Значи и на местата каде што се чешат остануваат и наслаги. Значи не преживува во надворешна средина како на чиста средина, но преживува во секретите и друго животно може да се доближи до и да добие исто шуга. Значи и самото животно пак во истата куќерка, да речеме, живее во истата куќерка. Да. Може да ги остави паразитите тука. И уште крајното прашање кога станува збор за ушната шуга, да конкретизираме, ушната шуга се пренесува или не на луѓе? Ушната шуга на луѓе не се пренесува. Ете така, тоа е улеснителна околност при овој тип на шуга. Но има друга шуга од кучињата која се пренесува на луѓе. Токму тоа сакам да ве прашам, кои други типови на шуга од животни може да се пренесат на луѓе? Значи може да се пренеси шугата која ја има од кучињата. На луѓе може да се пренеси, но не ушната шуга, него скабиесната шуга, односно предизвикана од типот на Sarcoptes scabies.
Така. Сега би напоменале за пристапот према животното со цел да се намали или изолира можноста за пренесување од животно на човек. На кој начин препорачувате да се направи таа изолација? Дали е потребна изолација? Значи, најдобра е превенцијата. Животните секојаш да се држат чисти и да се примаат оние. Во денешно време има многу препарати кои ги одржуваат, со кои се врши и дезинсекција на самата кожа уште предвремено, значи за да не дојде до инвадирање на домашните миленичиња со било какви инсекти или, да речеме, паразити од други типови, натрешни, надворешни. А веќе кога ќе дојде, треба да се терапира и да се изврши добра дезинсекција на околината каде што животното е движено, за да не доаѓа до понатамошно ширење на болеста. Сега овие препораки кои што ги дававте стрикно се однесуваат на начинот на изолирање или пристапување кон животното заболено од шуга, но често во последно време, чинам дека и пред скоро време слушнавме за инвазија на инфекција од шуга, тука во нашата Македонија. Дел од овие видови на шуга се и интензивно, би рекле, континуирано зачестени видови на шуга кои што ги зафаќаат и напаѓаат животните. Дел од нив се пренесуваат и на човекот, затоа сега би дале препорака за превенција за самиот човек. На кој начин пак човекот да се заштити? Човекот најдобро би се заштитил со одржување на хигиена и да нема контакт со кучиња кои се скитници, да речеме, да не ги гали, да не бидејќи кај нив е голема можноста да го носат паразитот. За разлика, да речеме, од домашните миленичиња кои сепак луѓето си ги одржуваат, доколку забележат некои промени, брзо ќе пријават и брзо ќе се санира таа работа, за да не дојде понатаму и до пренесување на самиот човек. Најдобра е превенција и од аспект, значи, на глобално ниво е превенција, значи да се најдобро е да се тргнат овие уличните кучиња и животни, да се тргнат од улиците за да нема контакт, бидејќи тие се уствари главните како пренесители на болеста. Домашните миленици, кажавме дека со соодветна хигиена, соодветно чување, навремено носење на ветеринари, терапирање, така, се исклучува можноста за пренесување. Така. Иако, докторе, според самиот интензитет на почеток на разговоров, ветуваше во негативна конотација на сериозност на ова заболување, сериозност, кога зборувам, мислам на сериозност по здравјето на човекот, за животните, нели, заклучуваме дека доколку навремено не се терапира, тогаш би можело да дојде до сериозни, дури до смртни исходи кај самите животни, но за човекот со соодветна хигиена, одржување, значи, на здравјето на домашниот миленик, со самото тоа и непосредно се заштитува и самиот човек домаќин на тоа домашно животно. Да, значи дека човекот, најдобра превенција за човекот е кога би си ги одржувал своите домашни миленичиња здрави, за да не дојде до и да не дозволува, значи, контакт со било кои други животни кои се, да речеме, испуштени на улица, за да не дојде до пренесување на овие паразити на своето животно. И во секој случај би требало, значи, ние рековме дека не е толку, таа е сепак многу опасна болест. Значи, секој еден треба да има во предвид, кој има домашно миленише, дека треба да ја одржува својата хигиена на едно ниво и не многу, премногу, значи секој мал проблем кој ќе го забележи, одма да се обрати на ветеринар. Доколку се запостави тоа, а домашните миленичиња знаеме дека ги галиме и ги правиме, многу лесно може и човекот да ја добие исто оваа болест. И да стане директно засегнат од шугата. Од шугата. Кај животните. Така, докторе, ви благодарам на прекрасниот разговор. Ви благодарам и за препораката која што еве и ние преку нашата Медика Инфо ја упатуваме до нашите гледачи кои што имаат домашни миленици, кои што не се имуни на болеста на шуга и кои што индиректно може да ја пренесат на самиот домаќин, нивниот чувар, би рекле самиот човек, болеста на шуга, да водат грижа за нивните животни, за хигиената на истите и
за секое сомневање да се обратат до вас како инстанца ветеринари, кои што стручно и соодветно ќе ги истретирате и ќе ги упатите во проблематиката. И со исти однакви одговори какви што денеска дадовме во Медика Инфо, значи колку што ни дозволуваше времето, а не беа површни апсолутно, значи одговоривме на се она што планиравме, а се однесуваше на шугата како болест која што се пренесува од животни на луѓе. Ви благодарам за вашето учество во Медика Инфо. Ви благодарам и на вас за поканата. Се надевам дека ќе стигне до собствениците на куќиња ова се што го кажавме и ќе имаат како да се заштитат и да го зачуваат своето здравје и здравјето на своите миленичиња. Така не би рекле дека со тоа би имале вие помалку работа, туку би имале помалку работа во смисла на интервенирање за конкретна болест, туку би имале работа во смисла на информирање на собствениците на домашни миленици. Благодарам уште едно, се надевам ќе имаме можности во наредна прилика да се гледаме во Медика Инфо кога повторно ќе прозборуваме за некои од болестите. За денеска, драги мои, ја одбравме шугата како зооноза, болест која што се пренесува од животните на луѓето. Представува една од посериозните и почестите, би рекле, болести на ова поднебие. Не случаен беше изборот токму на оваа тема да го прозборуваме со нашиот денешен гостин, доктор Љубомир Стојановски, доктор по ветеринарна медицина, вработен во приватната здравствена установа ветеринарна станица Прима Вето Требеништа Охрид, и се надевам дека за сите оние кои што ги има во голем број од слободна пракса љубители на домашните миленици, ова беше вистинско искористено време посветувајќи ни го нам на Медика Инфо. И денеска со нас беа нашите генерални спонзори кои што ни го возможи ова издание на Медика Инфо, аптеките Зегин, нашите семејни аптеки Здравјето со најевтин лек, и како и здравјето, затоа што и убавината не е случајна, Стайлинг студиото Арс Нова. Ви посакувам секое добро и пријатна вечер до наредната Медика Инфо, оставајќи ве со добро познатата девиза дека може без здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. Пријатна вечер.